Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. По кратката пауза за репрезентативниот настап, ракометарите на Охрид се враќаат во погон во Суперлигата по незгодните неколку порази поред и паѓањето во средината на табелата. Охрид пред себе има императив победа во дуелот со Прилеп, кој ќе се игра во рамки на 10-тото коло од Суперлигата утре вечер, среда во 18 часот во спортската сала Билјанин Извори. Средбата од 10-тото коло е исклучително значајна за охридските гладиатори, затоа што се во можност да ја прекинат серијата порази, да им се вратат на победите и секако да фатат приклучок во горниот дел на табелата и местата кои водат во плейофот. Алекса Милошевиќ ја анализира формата на оттуѓање, односно причините за поразите во изминатите неколку кола. На пресконференцијата одржана денеска еве што тој истакна на оваа тема. Pa ovako, prvo moram da se osvrnem da smo prvih 6 kola igrali jako dobro i što smo samim tim i protiv meča pokazali protiv Pelistera i Vardara. Posle su usledile 3 poraza koja su bile veoma jako teške za nas, a bile su jedne od najbitnijih utakmica koji su odlučivali ulazak u play-off, da kažem, ove godine. Imali smo 10 dana pauze, spremali smo se, da kažem, odmorili smo se i hoćemo da nastavimo, da se vratimo u onaj početnički cilj, da ostvarimo play-off, da pobedimo Prilep i Pelister i svaku ostalu utakmicu koja nam dolazi u narednim susretima. Pa pokušali smo da se restartujemo ovih 10 dana i da zaboravimo to. Na tabeli nismo mogli da kažem da zaboravimo zato što smo izgubili 9 bodova. Imali smo jako 2 teška gostovanja. Ali mislim da je ekipa jako spremna i da smo sveži. Mislim da do kraja ove polusezone, do decembra, ćemo dati svoj maksimum i mislim da ćemo ispuniti sva očekivanja koji od nas očekuje i grad i uprava i sami mi. Trudimo se da uđemo u play-off i da zabeležimo taj uspeh. Ako Bog da, mi težimo da budemo među prvih 4, pa ćemo vidjeti. Екипата на Прилеп во своите редови има неколкумина репрезентативци на Грузија. Тие за време на паузата отпатуваа во својата земја и одиграа неколку надпревари за својата репрезентација. Дали тоа ќе биде хендикеп за екипата на Прилеп во дуелот со Охрид, останува да се види. Pa ovako, spremali smo se, gledali smo i video i već 10 dana samo pričamo, da kažemo, o Prilepu. Imaju jako brzu polukontru i to što ste već pomenuli, brzi centar. Trudit ćemo se da se vraćamo što brže u odbrani i da odgovorimo na takve odbrambene zadatke, da im ne dozvolimo lake i brze golove. Mislim da u njihovoj ekipi ima dosta jako dobrih igrača, ali mislim da smo mi pokazali, već sam pomenuo jednom da u prvih 6 kola smo jako kvalitetna ekipa i da sve zavisi od nas. Kako mi otvorimo meč, da će takva utakmica se i završiti, da li u našu korist ili, ne daj Bože, u njihovu, ali mislim da neće biti više greški kao što su bili ova posljednja 3 kola i da ćemo zabeležiti pobedu. По 9 одиграни кола на табелата во ракометната Суперлига води екипата на Eurofarm Пелистер со нешто подобра гол разлика од Вардар. Овете екипи имаат по 24 бода. На третото место се наоѓа екипата на Пролет, четврти е Eurofarm Пелистер, на петото место е Бутел, следува Тиквеш, а на седмата позиција, во делба на седмото место се токму утрешните противници, Охрид и Прилеп. Двете екипи имаат за сега остварено по 12 бода. Тоа беше изгледот на табелата во ракометната Суперлига пред 10-тото коло, кој го носи на преварот помеѓу екипите на Охрид и Прилеп во спортската сала Билјанин Извори во среда од 18 часот. Вам ви благодарам на вниманието.